Со носењето одлуки дали нешто е уставно или не, председателот на Собранието Талат Џафери прави чиста злоупотреба на службената положба во пресрет на поднесувањето на иницијативата за референдум на левица. Дел од уставните експерти предупредуваат дека може да се повтори истото сценарио од пред една недела. Првиот човек на парламентот да го отфрли барањето уште пред да биде ставено пред матичните комисии. Овие стравувања, според професорот по уставно право Јове Кекеновски, се оправдани ако се земе предвид каубојскиот начин на владење во Собранието. Да, спикерот Џафери досега не му е несвојствено да се обидува да го прекршува уставот, да ги прекршува законите пред се и деловникот за работа. Не би ме чудило доколку повторно се настапи на таков каубојски начин, односно повторно по кој пат да се ставува во улога дури и на уставен суд, каде што да оценува нешто за кое што не е надлежен. Тој мора да знае дека ова сериозно злоупотреба на службената позиција и кога тогаш тој може да одговара. Се повеќе уставни експерти посочуваат на надлежностите на собраниските комисии и пленумот, кои треба да го имаат последниот збор дали некоја иницијатива за референдум е уредна или не. Еднаш ова правило беше прегазено од Џафери, кога го одби барањето на ВМРО ДПМН за референдум поврзан со договорот со Бугарија, бидејќи иницијативата била неуставна, па ги заобиколи и деловникот и уставот. Според поранешниот председател на Врховен суд Дане Илиев, Џафери сега треба да биде повнимателен и да ја запази процедурата и наместо да ја цени уставноста на референдумското прашање, иницијативата да ја достави до комисиите и пленумот. Тој е дециден. Правото на референдум пред се е врв на демократијата. Ова иницијатива која е покрената потекнува од она што предвидува уставот. Така да не гледам пречка да се отфрла самоволно или некој да се земе за право да отфрла нешто што е заснивано на уставот. Граѓаните ќе имат можност да си кажат што мислат по прашањето кое ќе биде предмет на одлучување во однос на референдумско прашање. Владеачката СДСМ уште од старт сама ги оцени новото референдумско прашање и иницијативата како неуставни, порачувајќи дека нема да дозволат успех на евентуалниот референдум. Лидерот на Левица Апасиев пак е уверен дека невозможно е иницијативата формално правно да биде одбиена. ВМРО ДПМН претходно најави поддршка за можна нова иницијатива за референдум, но и му забележа на Џафери дека ќе одговара за сите негови постапки, кога неговата партија ќе биде во опозиција.